Попладне ќе размислуваме за Божиот знак. Што е тоа Божи знак и што Бог бара од нас? Верувам дека знаете, браќи и сестри, дека секој клуб, секоја фирма, секоја организација има свој амблем, така? Еве ќе ви покажам сега неколку фотокопирани амблеми и да видам дали ќе ги погодите, бидејќи веднаш ќе ве асоцира на таа фирма, на тој автомобил и така натаму. Што е ова? Значи ова е знак на Мерцедес. Подалеку кога ќе го видите, знакот веднаш ќе приметите дека станува збор за Мерцедес. А ова, малце далеку, еден од најстарите автомобили во Европа, фабрика за автомобили, Шкода. Значи ова е знакот на Шкода. Добро, а ова? Ауди. Не се олимписките игри, него Ауди. Добро, а овој знак? Адидас. Сега може да редиме такви слики на многу организации, на многу фирми, бидејќи секоја фирма има свој символ, значи свој символ, знаме, секој фудбалски клуб може да го препознаете, како што е Вардар, В буквата или црвена звезда, така да едноставно секоја организација има свој знак. Црквите имаат исто свој знак, крст, она звоно, камбанерија, џамиите имаат своја полумесечина и звезда и така натаму. А дали го знаете, браќи и сестри, знакот по кој христијаните првите се препознавале? Или дека тука биле христијани? По знакот, раните христијани се препознавале по знакот риба. Значи, еве на есен ќе се организира патување низ Грција, низ тие библиски градови, така да планирате и верувам дека ќе ги видиме и таквите знаци, местата каде што се откриени од страна археолозите, кај што христијаните биле затварани и под зидовите биле пронаоѓени такви риби, односно знак на риба. Знаете, ихтиус е тоа, што значи Исус Христос е Син Божи. Тоа е некоја скратена верзија и по тој знак се препознавале дека тука во таа просторија престојувале христијани. И ние како црква, браќи и сестри, имаме свој символ, свој бележ. Еве, ова е нашиот знак, го има на сите наши официјални документи, па и на библиската полука доле лево го има тоа знакче, значи ова е пламен, три пламени, значи тројната ангелска вест, овде е замислен светот, отворена Библија, имаме символ на крстот, односно на христијанство. Така да, еве, како што може да приметиме, многу се важни символите преку кои ние ги препознаваме одредени организации, фирми и така натаму. Но сега да поставиме едно директно прашање за нас, па и за сите оние кои не гледаат. Кој е најважниот знак или обележи по кој ќе не препознат луѓето? Дали по ова е важно? Добро, и ова е некако има свој знак, така? Меѓутоа, дали е знакот нацртан или напишан многу важен по кој луѓето не препознаваат, како ќе не препознат нашите комши, нашите соседи, нашите пријатели. Ајде да отвориме Библијата и да читаме во Јован 13 глава, да видиме што оставил Исус, кој аманет или кој знак треба да го имаме ние како Христови следбеници во времето пред неговото второ доаѓање. Јован 13 глава, ме молам, може да отвориме и да слушнеме што Исус вели. 34 и 35 стих. Ви давам нова заповед. Многу луѓе велат, еве, Исус ни дал нова заповед, тие 10 како да се фрлени на страна. Не е точно. Овде Исус дава еден нов однос, ги освежува работите, вели да се љубите еден со друг. Како што јас ве љуби вас, така и вие да се љубите еден со друг. Потоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Браќи и сестри, овде Исус зборува и го открива најголемиот знак. Не е камбаната или звоното најбитно во една црква. Не е ни ова најбитно. Не е ни убавата фасада на зградата, иако има своја тежина. Нити убавата градба. Меѓутоа, што Исус вели, пошто луѓето ќе не препозна дека сме ние следбеници на Исуса Христа? Овде вели, ако имате љубов помеѓу себе. Секако, некои луѓе тргнале по Исуса од интерес. Тоа го имаме и во Новиот Завет, кога тие 5000 луѓе биле нахранени, некои дошле ради риба, ради леб, некои ради да бидат видени,
знаете, денес кога така по улиците луѓе кај што ќе се случува некој настан, ќе дојдат во први ред и да ги сликат, за да излезат на телевизија. Има, значи, различни интереси луѓето зошто нешто прават. Меѓутоа, овде Исус не одредил некој надворешен знак или белег по кој ќе не препознаат. Дали ќе си ги пробушиме ушите, дали ќе ставиме голем крст на вратот или некој друго обележи. Например, источначките религии, како Хари Хришна и некои други источначки религии, имат своји обележи надворешни. Посебно се стрижат. Значи, гологлаво имат како некои знаци, имат на ушите некои обетки, некои ланчиња на вратот. Тој им е надворешен знак дека тие припаѓат на таа соодветна религија. Но Исус овде не одредил надворешен знак, туку нешто многу подлабоко, внатрешно што треба да се почувствува и да се примети. Денес има многу добри луѓе во овој свет. Тоа не смеме да го порекнеме, но сепак Исус има своји. И на своите им дава, овде вели, ви давам нова заповед, да се љубите, да се сакате. Исус дава едно ново освежување, една нова сила, да се сакате, вели, да се почитувате, да се поднесувате еден со друг. Така како што Исус ги сакал и ги поднесувал своите ученици 3,5 години. Тие били како рогови во вреќа. Ги собрал кој од која нива, од езеро, од царинарница. Исус ги собрал на купче и од нив сакал да направи вистински негови следбеници. На Исуса му требало 3,5 години. И не му било доволно. Па затоа уште фазла 10 дена му биле потребни на Исуса, без негово присуство во горната соба, да тие се истиснат, да се исправат своји негативности, за да бидат оспособени, за да може Бог, односно Исус, да работи преку нив или со нив. Рековме дека денес има многу добри луѓе во светот, но сепак ние сме повикани како ова група ви давам нова заповед. И сега, прашање дали се сакаме, дали се контролираме, дали се трпиме. Вистина, тоа се многу широки, длабоки прашања за кои ни треба долго време. Но сепак, ова е едно од најголемите знаци дали се љубиме, дали се почитуваме како што Исус ги љубил до крај, вели Светото писмо. Ние може да одржиме големи евангелизации, да одржиме големи проповеди, да го донесеме овде најголемиот евангелизатор, например Двајт Нелсон или некој друг наш познат евангелизатор. Меѓутоа, ако тоа не е проткаено со вистинска љубов, кога ние контактираме со луѓето, се ќе биде напразно и без ефект. После воскресението, знаеме, христијаните се прашувале како ќе бидат препознаени од страна на своите сограѓани. Дали ќе бидат препознаени по празниот гроб. И денеска ние се фалиме, велиме, ние веруваме во човек, односно во Бог, Богот човек, Исус Христос, чиј гроб е празен. Додека Муамет е во гробот. Или кај овие кои веруваат во Конфуција, или во Буда. Тие се во своите гробови. Меѓутоа, ние христијаните веруваме во празен гроб. Дали по тоа ќе не препознат, се прашувале првите христијани. Некои христијани верували и мислели дека ќе бидат препознаени по нивното обрезание. Знаете, евреите се обрезували, биле по тоа поразличити од останатите народи. Меѓутоа, некои па размислувале на трет начин, по некоја трета работа ќе бидат препознаени. Но ајде да видиме Павле што вели, кој ќе биде кој луѓето нас ќе не препознава. Дали, како што велеле евреите преку обрезани, или по празниот гроб, или по нешто трето. Читаме во Галатјаните, 5 глава, 6 стих. Обратете внимание што вели овде Павле во 5 глава, 6 стих. Во Галатјаните 5:6. Зашто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност. Значи тоа отпаѓа. Ниту необрезанието. И тоа отпаѓа. Еве, ние не се обрезуваме, тоа не е знак дека сме ние Христови следбеници. Туку, вели Павле, верата која дејствува преку љубовта. Повторно се поврзуваме со првите стихови што Исус вели ви давам нова заповед. Значи, ниту обрезанието, ниту необрезанието не е знак според Павле и според овој извештај, туку овде вели Павле, љубовта Божја треба да биде на прво место. Значи, она што го зборуваме, треба да биде искажено преку нашиот живот, преку нашите дела, преку нашето однесување кон нашите ближни. Ние сме отворена книга што луѓето секојдневно ја читат.
Ajde v ovoj kontekst da otvoриме прво послание до Коринтјаните, неминовно мора да го отвориме кога зборуваме за љубовта и за овие знаци кои треба да бидат составен дел од нашиот живот, што луѓето тоа го гледат и читат. 1 Коринтјаните 13 глава, знаете, е глава посветена на љубовта. Јас сега за почеток ќе прочитам 13 стих кој вели вака: сега остануваат овие три: верата, надежта и што останува? Љубовта. Но кој е најголем од овие три својства, три елементи? Но љубовта, вели, е најголема од сите овие работи. Значи, верата има своја подлога, своје место. Надежда исто така, но љубовта спореди со ништо друго. Љубовта, вели Библијата, е најголема. Никој не може да претера во љубовта. Може ли мајка да каже: сине, керко, многу те сакав, доста, повеќе не те сакав? То не може да си замисли она вистинска мајка. Секако има мајки кои се откажуваат од своите. Пред неколку дена слушнавте во Битола, што таму сме носеле помош во тој дом, пред врата оставено бебенце во најлон кесе. Има и такви, нажалост, но сепак вистинската мајка не може да претера во љубовта. Љубовта не е импулс, како што ние расположени, сега сме расположени, а утре може би или после 2 часа малце сме кисели, така нерасположени. Љубовта треба да биде принцип по кој ние треба секојдневно да се раководиме. Овде, во 13 глава, браќи и сестри, Павле зборува за она вистинска љубов. Од 1 до 3 стих вака вели: ако ги зборувам човечките и ангелските јазици. Убаво да се знае јазици. Но дали тоа има вредност ако не е проткајано со љубов? А љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. И ако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако имам сета вера, така што преместувам и планини, а љубов немам, што вели овде? Ништо сум. Значи, браќи и сестри, може да правиме многу добри работи, да имаме многу дипломи, да ги знаеме сите тајни како пророк и многу вера да имаме. Гледате, и вера може да има, но безвредна може да биде. Ако сето тоа не е проткаено и ако не носи печат на љубовта, се вели овде Павле празно бадијала. Што се прави љубовта? Еве, у 4 до 8 стих. Вели, љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завиди, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло и така натаму може да читаме во останатите стихови. Ајде наместо зборот љубов, секој да го стави своето име. Дали би прочитале со чист глас или тука некако би не заглавило? Еве да кажам, тоа ме долго трпи. Не сум баш трпелив. Или сестра Ленче не се лути, пример се ја земам, така? Или Петри или Јанко или не знам кој име. Да си ставиме секој своје име овде, дали навистина тоа би поминало нешто така убаво, пријатно низ нашата душа, или пак би рекли, чеки, не сум баш таков како што читам. Вистинската љубов треба да биде таква, односно ние како христијани треба да оно што го читаме, што го проповедаме, секако и да се живее. Дали не можеме, браќи и сестри, да се споредиме со љубовта? Дали можеме љубовта да ја покажеме кон сите луѓе? Знаете, има луѓе како еш. Знаете, животното еш како е? Како топче, штом се приближите, што прави тоа? Се собира. Боцка од сите страни. Тешко е да сакаш еден човек кој само боцка. А вели му се приближувам, но стално ме навредува, стално ме провоцира, стално ме боцка и не можам повеќе со него. Знаете, тоа се тие фрази во нашиот човечки живот. Но Исус вели, денеска ни препорачува да ги сакаме и таквите луѓе кои се како еш. Без разлика што тие боцкаат, ние сме должни таквите да ги сакаме и да им се секако приближиме. Да не забораваме, браќи и сестри, дека најголемо обележје не е овој белик, овој знак. Нити крстот надвор што го имаме, нити убава фирма или табла ако направиме. Најголем знак е љубовта. Ние може да ставиме, значи, на себе си голем крст. Сум видел
поминуват млади близу црква православни, се крстат со рацете, со лева, со десна, кој како ке успее. Некои носат крст на себе или нешто друго, мислејќи дека на тој начин ќе го привлечат Бога, односно погледот на луѓето. Во Јован 13, 33, 34 читавме на почетокот, но еден друг превод, тоа е стварност превод, хрватски превод, вака вели: облечете се со љубов. Кога треба да се облечеме со љубов? Кога одиме во сабота црква? Дали кога, ајде, може би света вечера кога е? Или кога одиме горе да испратиме некој на погреб? Кога треба да бидеме облечени во љубов, браќи и сестри? Секој ден, секогаш треба да бидеме облечени, и тоа ќе биде најголем знак по кој луѓето ќе не препознаат, по кој луѓето ќе кажат: еве и тие се следбеници на Исуса Христа. Но ајде да се запрашаме сега, кои се тие симптоми, вируси кои го загрозуваат, кои ја загрозуваат нашата љубов да расте? Има ли такви вируси? Има ли такви проблеми што можат да ме загрозат и јас да не зрачам? Знаете, имате компјутер, одеднаш вели се е укочено, или играт они иконите горе-доле. Зошто се случува тоа? Па влегол некој вирус и ги пореметил. Може ли некој вирус да влезе кај тебе и кај мене? Кои се тие фактори кои можат да ја загрозат и да ја уништат љубовта? Ја ќе набројам 7, а вие може да продолжите листата. Број 1, според ова ја што сум го запишал, непростувањето. Второ, критикувањето. Трето, озборувањето. Зависта, предпоставки, гордост, љубомора. Може да бидат фактори, браќи и сестри, кои може да ја загрозат, да ја нагризат како еден црв. Како еден црв, големо дрво, одеднаш вели падна. Па тоа не паднало преку ноќ. Меѓутоа имало црви внатре кои ги нагрзувале жилите, и кога ќе дојдат ветришта или дождови, тоа дрво не може да опстане. Дали од овие некој црв се закачува за тебе? Знаете, зборовите кои само критикуваат не носат добро. Ако некој само критикува, мора да бидеме бавни во осудувањето и критиките. Никој не бил доведен кај Бога со критика, туку со добро, со убаво, со милост. Знаете, љубовта содржи сила, а осудувањето и критиката донесува студенило и одвојување. Секако критиката има свое место, само критични да бидеме. Но да седнеме, братски, Исус критикувал, ама како критикувал? Со љубов, со солзи вели во очите, кога ги истерал, он од Исуса му било тешко, но тоа морал да така да постапи, да реагира. Секоја критика, ако е зачината со љубов, е поднослива. Знаете, во домот или во каде што се критикува мажот, тој не доаѓа дома на време. Тој ќе се врати во 10 и во 11, кога ќе легне жената, да се прибере дома. Зашто стално е на мета, стално го критикува тој или децата, односно неко, и на тој начин тој не може тоа да го поднесе и ќе се врати навечер кога жената ќе заспие. Тој сака да избегне критиката. Зборовите кои само критикуваат не носат добро. Вие знаете, војни се водат, па повторно ќе седнат на зелена маса и таму ќе донесат решение, односно ќе се согласат, ќе си пружат рака да можат да продолжат и понатаму. Знаете, критиката не доведува кај Бога. Тоа е како водата. Знаете, водата кога е под контрола, таа е многу доходовна и корисна. Пред 20 години вие постарете се сеќавате кога се изли Луда Маре, реката овде. Јас се сеќам. Се изли и коритото на малата река или поток во Неготино, тоа е мала рекичка, знаете, низ Неготино тече. Имаше снимки на телевизија, Рено 4 одеше како играчка, го носеше водата. И ова река, знаете, затоа викат Луда Мара. Знаа да полуди. Се изли реката. И гледаме на телевизија кај што има тие дождови, колку водата може да биде опасна, кога е без контрола. Но сосема е подруго кога водата е во канал, кога е контролирана, како што е Тиквешкото езеро. Таа е доходовна и корисна, се произведува електрична енергија. Тогаш таа навистина е корисна за човештвото. Кога има љубов, критиката полесно се поднесува и нема проблеми. За љубовта нема не. Таа ги менува луѓето од корен, но не преку ноќ, постепено.
Но вистина, ако му придеме на едно куче со осмев на лицето и со љубов, што ќе направи кучето? Ќе се радува. Или маче. Значи, ако пристапиме кон луѓето со вистинска нелицемерна љубов, тогаш од критичар ќе стане конструктивен. Од еден бунтовник ќе стане смирен човек. Од кавгаджија помирител. Секако дека тоа не е наше или мое дело, туку дело на Бога, на Светиот Дух. Ајде да прочитаме во Песна над песните една интересна изјава на мудриот Соломон. Да видиме што кажува овде Соломон. Песна над песните, во 8 глава, ќе го читаме 8 и 9 стих. Еве, да пронајдеме само ова мала книга, значи се наоѓа после книгата на проповедникот, 8 глава, 6 и 7 стих. Соломон вака запишал: стави ме како знак на срце, како печат на твојата рака, зашто љубовта е силна како смртта, а љубомората е цврста како гроб. Низиниот жар е жар на огнот, низините пламења, Господови пламења. Големи води не може да ја угаснат љубовта, ниту реките да ја потопат. Секако тоа е искажено во еден стил на Соломона, но се поентата е, што сакам да нагласам 7 стих, големите води, значи проблемите не може да ја угаснат она вистинска љубов. Ки има проблеми, но ќе се седне и ќе се решат проблемите. Ниту реките, вели, да ја потопат. Наистина, љубовта е магнет кој ги привлекува луѓето. Божјата љубов не гледа кој. Знаете, Бог не го користи зборчето ако. То го ние користиме зборчето ако. Никако луѓе велиме, ако е добар, ако е богат, керко, гледај го тој, или сине. Ако е угледен, ако е убав, ако е од позната фамилија, ако е паметен и ако, може да редиме многу такви зборчења. Мора да признаеме дека е така во животот. Но кај Бога, браќи и сестри, тоа не е така. И затоа Бог денес нам ни порачува и на сите нас кои не слушат да се надпреваруваме во љубовта. Не во таа филозофија кој човекот знае да ја покаже понекогаш. Кој ќе го надмудри или поклопи, не во тоа, туку во љубовта. Познат е тој пример, сум го кажувал, но во контекст на денешново проучување, еве ќе го повторам. А тоа е дека еден ден еден столар затрупал кај еден богат човек барајќи работа. Бил сиромашен, драводелец, односно столар, и тргнал, што се вели, да заработи парче леб. Бараш работа, му рекол газдата на човекот. Да, барам работа, рекол овој мајстор. Добро, еве, ке ти испробам дали си добар мајстор, рекол газдата. Гледаш она горе на ридот, рекол, на село на ридот, тамо е мојот брат. Таму живе мојот брат. Еден ден се скаравме и тој зеде булдожер и направи една голема провалија помеѓу мене и него. Затоа јас сега сакам да соградам зид. Не сакам повеќе да го гледам. Ми боди во очите кога го гледам горе селото и неговата куќа. Затоа те молам да ми направиш еден голем зид околу мојата куќа. Не сакам дури ни селото да му го гледам. Затоа еве ти штици, еве ти колови, односно тие подпирачи, шајки, а јас ќе заминам на пат. После неколку денови кои ќе се вратам, сакам овде да видам еден голем зид. Работникот се зафатил мајсторот со работа и рекол: во ред, шефе, во ред, газда, ќе биде се во ред. Но знаете, кога се оддалечил домакинот, тој заминал, а овој работник, односно мајстор, седнал неколку мигови и размислил што да прави. Дали да направи навистина зид или да направи сега мост. Донел одлука спротивно на оно што го ветел на домакинот, на газдата. Пошел наместо зид да прави, поставил столбови и направил мост. Помеѓу таа провалија да се безбедно помине на другата страна. После извесно време се вратил газдата и на негово изненадување, наместо ограда, тој видел мост. Другиот брат озгора наблюдувал и гледал што се случува долу кај неговиот брат. Дека таму се поставил некој човек, некој мајстор и прави мост.
на таа провалија што тој со булдозер ја направил. Се приближил да види, а во меѓувреме дошол и неговиот брат од патување. И знаете што се случило? Се сретнале доле на мостот двајцата завојувани браќа. Се сретнале на мостот после повеќе години. Таа алка да ги спои едниот со другиот брат. Драги сестри, драги присутни, денеска нова црква, ново општество, на нашата држава во која живееме, ни се потребни мудри градители на мостови, а не на ѕидови. Ако еден политичар гради ѕидови, а не мостови, тој нема да опстане долго. Дали со партиите, дали со граѓаните или со државите кои се околу нас. Ние зависиме еден од друг. Ние не сме дрво тамо посадено во шума. Има една изрека, вели, на дрво се потпира во шумата, а камоли човек на човек во општеството. Ние толку зависни. Денес на овој свет во кој живееме се потребни градители на мостови. Мостовите, знаете, поврзуваат држави, поврзуваат градови, поврзуваат населени места, поврзуваат домови, населби и така натаму. Мостовите поврзуваат луѓе, жени и деца. И сега прашање за нас, дали сме подготвени да градиме мостови, да бидеме градители на мостови или на ѕидови? На жалост, има некои кои прават ѕидови. Мисле дека со тоа успееле нешто, но тие само се повеќе оттуѓуваат, повеќе стануваат осамени. Затоа Господ да ни помогне. Браќи и сестри, не само овој знак по кој нас не препознават како христијани адвентисти, туку да не препознаат, како што вели овде Исус, ви давам нова заповед, да се сакате. Со други зборови, да се облечете, не само во сабота кога доаѓаме, туку секојдневно таа облека да ја носиме. Ако бидеме исполнети со Божјата љубов, не е можно да градиме секако ѕидови, туку ќе градиме мостови. Но ако сме празни или исполнети со негативни особини, навистина тогаш ѕидовите ќе станат наша опција. И еве како почнавме, така ќе го превршиме и ова наше кратко проучување. Во Јован повторно се враќаме, уште еднаш тоа да ни остане запечатено во нашите мисли пред да заминеме дома. Ви давам нова заповед. Да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа сите ќе познат. Зборот сите означува дека една голема популација на луѓе кои се околу нас, а ние се среќаваме секојдневно со луѓе. Исус вели, сите ќе познаат дека сте мои ученици. Секако, некој ќе те потапше по раме, некој ќе рече, не ве познавам. Не сакам да видам дел од вас. Има секакви луѓе, но сепак тие тоа ќе го приметат. И секој разумен човек ќе рече, алал ви вера. Тоа е добро. Исус вели, по тоа ќе позна дека сте мои ученици. Ако имате љубов меѓу себе. Нека Господ навистина ни помогне, браќи и сестри, секој од нас да отпочне во надпреварување со таа небесна билка што се вели на љубовта. Тука нема никогаш да погрешиме. Колку повеќе зрачиме на љубов, толку ќе бидеме повеќе препознаени и како црква и како поединци. Да се облечеме како овде што вели Исус, во љубовта, и тоа да стане дел од нашиот живот. Нека му е вечна благодарност на Исуса што ни укажува на нашите слабости, а од друга страна не советува во што да се облечеме, за да бидеме навистина препознаени како негови ученици. Амин.